Американскиот председател Доналд Трамп во неговиот говор во Варшава ги повика европските сојузници да им се приклучат на Соединетите држави во одбрана на Западот од тероризмот. Трамп предупреди дека иднината на Западот е под прашалник доколку државите не покажат поголема решителност. Тој притоа потенцира дека Соединетите држави остануваат посветени на членот 5 од повелбата на НАТО за меѓусебна одбрана на земјите членки на Алијансата. Полското искуство не подсетува дека одбраната на Западот на крајот почива не само врз средствата, туку и врз волјата на граѓаните да победат, изјави Трамп додавајќи: основното прашање на нашето време е дали Западот има волја да преживее. Трамп упати и повик до Русија. We urge Russia to cease its destabilizing activities in Ukraine and elsewhere, and its support for hostile regimes, including Syria and Iran, and to instead join the community of responsible nations in our fight against common enemies and in defense of civilization itself. Американскиот председател пред споменикот на Варшавското востание против нацистичката окупација во Втората светска војна им одаде признание на граѓаните на Полска, оценувајќи дека тие се пример на, како што рече, другите кои сакаат слобода и кои имаат желба да соберат храброст и волја да ја одбранат нашата цивилизација. Предходно председателот Трамп на стартот на неговата втора посета на Европа имаше средба со полскиот председател Анджеј Дуда. America is committed to maintaining peace and security in Central and Eastern Europe. We're working with Poland in response to Russia's actions and destabilizing behavior. Трамп беше почесен гости на самитот на иницијативата Три мориња, стопанско и инфраструктурно поврзување на 12 земји од Средна и Источна Европа. Тој изјави дека Америка ќе биде нивниот најсилен сојузник и постојан партнер во иницијативата за намалување на зависноста на регионот од руските енергетски резерви. Трамп утре во Хамбург ќе учествува на самитот на групата 20 економски најразвиени земји во светот. На маргините на собирот, тој за прв пат ќе се сретне и со рускиот председател Владимир Путин.